знаеш у кој фолдер ме сам? Не брат, ова не се трпи, нема веза за што ми фотат. Здраво наши пријатели, добро дојдовте уште еднаш на нашиот канал. Благодарност за сите оние кои што досега стиснаа subscribe, кои што ни ги лајкуваа нашите видеа на Машки свети, кои што коментираа, ги споделуваа на социјалните мрежи и се надевам дека уживаа. Огромна благодарност и за сите коментари. Сите ги искористивме и ги прочитавме убаво и верувам дека ќе се подобриме во следните изданија за на сите вас да ви бидеме пресмешни и тука да биде хаос, пичке, лудило. Најважно е дека секој понеделник имаме ново издание на Ке го јадеш. Во ова издание имаме еден специјален гостин кој што најави дека не ја гледал емисијата, но затоа верувам дека после јадењето на нашите 10 ајварчиња нема да пропушта епизода. Станува збор за Виктор Петров Викса, мојот колега од Сити Радио, општо познат на македонците на целата диаспора, на цела Европа и регионот, посебно на женскиот пол. Прекини да ме најавуваш концептуално, мораш да престанеш за ја да се продужам. Дечки, здраво, едва чекав да се препотам вака кај вас. Сега, од преска чекам и кјутам, викам ќе почнеме, за да ти раскажам како ми оди мене гостувањево и што уствари се деша. Денес, уствари, цел ден чекам да дојде овој момент. Сум, во принцип, човек што не кеше да те одбие и сум настинат, не јадам љуто и трчав наваму, 300 работи ми се десија, нема да ми веруваш дека паркинг, ауто, кола. Доаѓам у студио и вака од поглед веќе ми е олјутено челово. Значи, имај во аспект ти и твоето мерило за љутење, дека јас сум малце настинат, ама не ќев да ве одбивам и многу сакав да видам што е концептов. И однапред давам мала доза на полуиспотеност да не мислите дека од многу љуто. Значи, кај гледам да издржам до крај, и овде негде да со насмеана фаца ти кажам има ли уште нешто, а ти да ми кажеш против пожарен апарат. Тоа е Ќе дам се од себе. Кад се момент. Не е лесно, али лесно ли му е на политичар да стане и да потпише некој чуден документ? Лесно ли му е на Димитар да дојде вака да се игра со гости као мене? Лесно ли ви е вас да плаќате интернет и да гледате вакви финти? Така да никого не му е лесно, не смеам да се жалам. Ајде да почнеме. Пред да почнеме, морам да го најавам и нашиот скептик, кој што го имаме, станува збор за Корун, кој што ни пиша на YouTube, дека не ни се толку љути ајварите, дека сака да ги проба за да види зашто всушност станува збор. Човекот најави дека јаде љуто, ние него озвучивме да не ни се убаци муабетот, ама со климање и негирање ќе кажат така е или не. Лесно ли е? Точно е. Не. И кај него имаме 10 лепчиња кои што се намачкани со нашиот ајвар. Тој за разлика од нас нема млеко, пиво и вода. Има една салфетка која што може да ја користи во изобилство, сите краеви од сите страни како сака може да ја врти, али најважно од се, он има како на тенис да рече челендж. Така што у било кој момент од неговите ајвари ако смета дека го лажеме и му се најљутите, може да го повика мојот и да направиме суеп да ги замениме за да види дали е тоа. Океј. Тие се условите. Кој победува? Ти победиш, ти си гостин, како идеја. Ја секако победам. Да. Идејата е, имаме 10 ајварчиња кои што имаат градација од најблаг кон најљут. Приметувам. Секој има собствено име и секој има собствена цел и задача. Ние јадеме парче од ајварот, одговараме на прашање. Во случај ако не можеме да издржиме, а ти верувам пошто си мушкарчина алфа невидена, нема да се напиеш нити од млеко, нити од пиво, нити од вода, нити пак ќе го употребиме ова кое што ние повикај пријател во наша варијанта, а тоа е да отвориш усти да те пуниме со ПП апарат. Ако почнам да дими нешто, ако приметите, не, ако дими тоа, значи јас сум прднал, Крис знае добро дека тоа е така. Да, рековме, светлото не ја менува бојата на такви биолошки материи. Состојки. Да. И во таа агрегатна состојба. Од модерното ти, од модерното. Ајде да почнеме со првото ајварче, станува збор за шабанеро, кој што оди во одлична комбинација со турбо фолк музика, бидејќи кога ќе го искомбинираш концептот на хабанеро пиперка со турбо фолк, добиваш шабанеро. Се конзумира со добра турбо фолк. Да. Нека е на здравие, Корун дојде, ајде едно, сефте да направиме вака. И вака или така ќе го јадеш. Одиме на леп. Да. Иначе да ви кажам. Тоа сигурно да те сите прашам. гости, ја јадам луто, ја не јадам луто. Јадам све што морам да јадам. У принцип, сум изал многу работи што не сум ги сакал
некои сум ги изал и од што сум ги сакал. Ама не е дека не, али сега ќе приметите дека ич не трпам луто, а многу сакав да дам на гости жими се. Може сега да ти поставам прашање? Пукај пред да се онесвестам на прво. Кој ти е најстрашен момент во животот? Опа, има такви многу страшни моменти. Еден. Обично, кога мислам дека сум управо, а не сум, ми е многу страшно откако ќе сватам дека не било кој што мислам. Такви сум имал неколку и да не го поставувам филозофски, ама многу мрзам кога после одредено време ќе увидам дека нешто не сум направил кој што треба. Нема многу ствари, али тоа ме нервира многу. Може ради среброто. Знаеш, сега сребро искача на мои години, па викаат втор пубертет, па некој игра тенис, некој мозга мозок. Ама не, тоа ти дека работиш со дела генерално, пошто за политика кој се фатите. Во принцип да, го тресеме евроазискиот континент као да е наш, знаеш, као луѓе што зборат партиски. Као да си председател на Венецуела. Буквално, само за Венецуела не зборам јавно и за овие нови немири под Аргентина, ама тоа нема врска со среќата на свет. Идеме со вториот. Не е лошо, не можам да глумам дека ми тече носот. Така, тоа не се глуми. Не, бе, Ако слободно се може да глуми, си исекнеш, да само кажам не на ми фрлај Тарантино. Барсулин Ајваров, иначе пошто сам ќе си ги изедеш, а не за друго. Само да видам овие рецкиве, ова е кец. Да, Океј. кец. Идеме со двојка, изгорели се бато. Ова е класично ајварче кое што вика да го лапнеш без да го пипнеш. Која е тактиката да И го да глупам гледаш, побрзо? Не. да, и да гледаш да не ти капне, зашто ако ти капне и да погинеш колку можеш ќе се спасиш. На здравје. Ка цитатка, добро, на здравје. Да. Обично гостите ни викаат дека овој е помалку љут од првиот. Ама има една заебанција што вика дека на овој толку многу ги љутиме што више вториот онака губиш мал цело се. По систем на прва и втора брзина. Корун јаде љуто и вика вака, да. Он е- Значи треба свеп да направиме. Он е и по Њутнов закон, знаеш што е? Првото ни беше од нулта се движиме, а веќе ние сме олјутени и сега Да. си бркаме работа. Љуто е, не е дека И не. добро ти текнува со инерција, да ти кажам искрено, не ми текнува никад вака да го размишлам. Ти викам у мозгачка фаза сум. Кажи ако треба да И ја измислиме почнам нешто да од- голтам семки така да. Така Кои би текнал- замислени пријатели ги имаше кога беше мал? И имаше ли замислени пријатели? Калимеро нема правда, само кратки панталони беше мојав Калимеро. И внукот на Балтазар, некако бев убеден дека тој Балтазар, демек за сите деца, нели? Сега јас се за некои спортови кои што не ме биваше, се убедував дека дека не ме бива, него некако не знам, можда играта не била и барав алтернативи. Имав две алтернативи на цртаниве филмови. Балтазар е еден научник што има машина за произведување на питоци за да влезеш во светот на фантазијата. И мене ми беше другар негов втор братучет внук, што е битно од фамилија и така некако се дружевме имагинарно. Иначе од другари сум имал многу другари кои делумно некои се во ова нашава дивизија, некои веќе отидоа и во следниот филм што не би го дискутирал бидејќи да не брза. А, Не е одлично. ни толку луто, далеко. Затоа одиме на Огин бабе љуто. Чекај джингл, ми испоти мустак, вторава тегла. Да? Да. Корун? Малце. Окей. Добра, Идеме. али јас Огин бабе љуто вика ни јазикот него видел залчето, а ти веќе чадиш. Косата ти побелува, што кај тебе виши и тоа е евидентно пред да доеш на емисија. и вчера јадев. И видео ти се намалува, но во овој случај кај тебе може да е ретроградно, па може да се подобри видеото. Би додал за видот, само да не ти го губам времето, открив многу добри цвикери, ќе ви ги кажам и вас, ама да не кинам. Ајде, идеме со Огин бабе љуто, вака или така, на здравје дечки го јадеме. Ме корум го изеде више. Искрено, Дали доаѓа- пееш, виксај што пееш по туш. Знаеш, луѓе кога се на телевизија малце адреналиново, искрено сега ми дојде малце жал, не ти го девалвирам лутото воопшто. Не е лесно, рековме, ама ми е жал што сум одбивал лутото и Убаво ти е се? фино ми доаѓа. Пикантно е да не ти ја кршам играва. Може ќе ме лупне нагло и готово ќе ме стопи тука Нема нешто. шанс. Не знам. Нема Кажи. шанс. Што пееш по туш и дали пееш? Сите имаме кинески кабини, као туш кабини, да не си играме играчки, тие звучници траат 3 до 4 месеци после свадбата, нешто тоа што било, нели за да ја купите. И тие глед сега како доаѓам до одговорот дека да и зашто да. А? Добро ти решено. Знаеш, туширам мисла, има логика. Туширам мисла да дека тебе ти е топло. Муабетов ми е се навикнав да слушам музиче, гледам да певам класици, гледам да никој не го слуша тоа, демек, а не ми текнало од Да бе, сестриност. ние да слушнеме се нешто. Сум имал некои ствари такви. Обично да ти кажам не викам многу, али му викам на дело. Наутро пред мојово радиско емитување како граѓанин се разгазувам со чуден муабет
на било каква тема. Дури искрено, дури ги жалам луѓе што ги сретнем, ми правам непотребен муабет и на таксисти, и на луѓе што вежбаат лизгање и така натаму, за да онака да не кашлам Да тргне на работа. да не кашлам на радио. Иначе. Идеме на четворка Гори ватра. Ова вика вак. Гори, Гори ватра саду нама, ја знаеш песната? како издржува да не е испатен? Ти Не бе, човеков јаде љуто за тоа. Да. Окей. До Стварно не седмица, јадам. после не гледам више. Окей, идеме? Ајде. Идеме ми вика вака. Гори ватра. Саду нама, ја знаеш песната? Педер, на радио работиш. Ама ја знам, само чекај, уживам во вкусот, не можев да... Сакав да речам, гори ватра, вал се пиени, таа песна ми ја збориш? Не за мене, семка ми се падна, чекај малце. Олјутени, заљубljeni, не знам како... Гори грло Направил пуно бе- плама, кај нас е. Креоно дајварот. Ако не можеш да си помогнеш, кол Ватрогас 193, така викаат. Викзам, чив профил последно манијачеше на Инстаграм? Се свига, леле, шо ми се деси без веза? Не, добро, не е интересно, ама... Знаеш како, кога имаш, нели, сега ќе ти кажам, ова не е случајно прашање, дури се поклопува со мојата интернет параноја која мене стварно ми се дешава и јас сега не знам дали ти знаеш или не. Тази е муабетот, пред некој ден гледав некоја интервју на еден од 6 битни центри на планета што се убедуваат дека се газди на светот и само што заврши тоа емитувањето, многу е луто, ај варчево, сериозно, само што заврши, оти се правам дека не ќе да прекинувам. Ме нападна пораки, сексуални апликации од типот дојте сакам цел живот тебе позади зграда со медни што ќе ти изгори телефонот. не дзиркање преку тераса, дали стварно е така? На почеток на интернет се дзиркаше, Димитар. На dial-up како нетворк, како се вика, ти се дешавале чудни работи. И да не те враќам у аналогно време, пред интернет, исто се знаело, само тие мрежи биле поинаку структурирани. Окей, Глупост, идеме на глупост. петка. Бар да беше ова, посакувам да беше ова, што го ми го... Уџум бабуш, само што ќе го мириснеш, сакаш да фатиш дженем, ниво на издржливост, биди маш, немој да бегаш уџум. Вака или Ајде, така, 100 грама ајвар има ке мене. саш да се смениме? Не бе, јади. А ја и он смееме да менјаме? Па не Го знам, изеде онако беше сака. шокант. Добро, на следното ќе Он размислам. вика, моето е стано, ќе го јадеш на место уџум бабуш, дајте да го смениме. И тоа што се менјаме. Дете, пешкир, имате спонзорски пешкир. И бањарка имаме. Не бе озбилно, на четврто стајате пешкир, па стварно се систел салфит. Ајде. Нема врска, ние имаме поиш. На крај корона, ако не ја искористи, може и неговата да ја земе. Па како сум трнал? Што си викаш кога ќе се погледнеш огледало? Понекога си намигне. Сега у задње време си намигне. Иначе, сериозно, не, ба, добро, малце, онака. Инаку, и сега види, не, у принцип не сум нешто. Љутово те отвори, морам да ти признаме, ја? Отвара вистински. И да ти кажам, кап си цинли, како се вика тоа љутото, тоа што ја го проверував вака фраерски, да не се правам многу паметен. Аха. Прави некои дишни патишта се пожив ми е носот. Тоа го открива. Инаку, За огледало? да бе огледалото, интересно е, фино е, понекогаш лайк има периоди кога се малце поише се сакам него што треба според мои критериуми, али гледам да е тоа помалку во однос на не знам, да е 49%. Диареа форте. Гори на 3 места в уста, стомак и на ауспух. Сега тоа не можеме да провериме сега, ама вака или така Ќе пратам, го јадеме. денес, у денешно време технологија не. Не, Ти пак го изеде, дај бе ченж да правевме. Молим да не ни праќи слики само од тоа. Влез и излез. Како продукт го гледаме, не го гледаме како експеримент. Мислиш, дојден сум овде настина да се препотуем на камера, да се дружам со луѓе за да Најлудото нешто што го имаш направено во име на љубовта. си имам возено од Охрид до Радовиште, на Фичо, горе на Леле, Кров. сосем ки ме утепавте на оваа емисија. Дај бе ставете семки кај мене си дека него сте ги ставили. Не кеш. Ја сончев леп. Кикирики сакам. Како е? Не знам, брат. Лаба вика. Не знам, днес договоривме шифра за прекинувајте, ќе ми падне увато, али блиску сум. Сега ме окуражи малце Димитар дека он се напи вода, а Знаеш ја како ми е? пијам за да уствари има една фора која ви е многу луто, треба да не зборите. Сега ќе се разбираме со поглед. Абе, дај за љубов да кажи. Ути, брат. Не можам да се фокусирам. За љубов сум се возел на Фичо во 80-тите на Кров. Другар ми Дарко Мијалковски го управуваше
порано тоа се викаше Волан, изгледа Волкави, и се возевме кај девојка ми да ни прости дека претходната вечер ние бевме во филм дека тоа време рапери и нешто настап и ја немаше мобилни, немав контакт со неа, односно направив да не се најдеме и така. Таа денеска во Австралија има 12 деца кои ги поздравувам. Колку се твои? Живеат во комуна, 4 мажи, 17. Мислам дека 17 први комши има само од лева страна на улицата. Меѓутоа, не беше тоа причата. Ти, што сум правил за љубов? Сум правил непотребни филмови као стрип на кај Димитар на гости од љубов и од љуто. Брат, веќе не знам што зборам, Димитар, знаеш колку е љуто? Идеме на Ифрик љуто. Лапни па пробај да не се наљутиш. Пепел грло гори душа ги буди демоните во тебе. Не, овој што го купува ова на посебна листа брат, да го ова, запиши. ако не ти е љуто, значи ти немаш желудник, го имаш Чекај. оперирано као Поки 13 100%. Се лепи салфета, се лепи сама. Не, што да се смениме со желудниците, мојов да ти го дам, ако сакаш само. Ајде. Вака или онака изгледа само ја го јадам му имиси. Димитар. Абе, касти го не Ајде, спомне. црно-бело гледам, виша, немам боја. Како може девојка со мустаки да постои? Кај си бе? Шо бе? Кој дел од животот би сакал да го избришеш? Во последниве 4 минути жими се, би се откажал на претходнава тегла и би си бркал работа без да имам залепена салфета и да се бламирам вака пред вас со... Не е блам, пошто наши сме, ама сакам да кажам, уау колку е луто. Озбилно не му е љуто сврти за Не ми се вер... Нема шанси. Добро, дој, види, не знам како да го... Дај фаца малце да Не, ја вака ќе се договорам со него од следна емисија, он седиме со мене, Смеам. ја ќе седам таму и од таму ќе ги поставам прашања, Што смеам да пијам? Што смеам да пијам? Ништо. Многу е љуто, многу е љуто, Ај, идеме на осмица. Идеме на осмица. Вика, касни си, умри си. Крај имаме едно деликатно прашање. Не прашај, не можам да ти кажам ништо. Зошто штрумфета е единствениот женски штрумф? Знаеш од кој фолдер ме сам? Не брат, ова не се трпи, нема веза за штрумфетот. Не, луда е. Ма како велеш штрумфет луд човеку? Не ми се верuje. Вака. А он озбилно лабав е. Корун, ја ти дам Не благодарност. е исплатен, жими се. Кашлаат од таму, брат. Очува љуто. Луѓе, не е исплатен човеков. Не знам Иде ми мушат бе, финалата. Кажи ми за штрумфетата, молам. зашто е единственото женско, па добро, сите знаат причата, дека она уствари на почетокот серијата била со другарка и меѓутоа политички не се слагале. И пошто почнале секоја вечер да гледаат само вистина и ништо друго освен вистина, ама ептен вистина и што не им е јасно, ништо не им било јасно. Нагло ги пријавил некој дека почнале, знаеш, да се, не знам, они немале омраза, збор за омраза, ама почнале некога се Да гледаат се опитат чудно. таму. И Да. почнале да каснат некои работи во нивното село, големото село. Веле Штруф им рекол, од сега нема да живеете во исто село, односно една ќе биде селјанка, другата граѓанка. Он вози за приказка. Брат, која е селјанка или граѓанка никад не се дозна. Али Љуте Ајваров лудил. Ама едната остана со овој, а другата отиде од другата страна. Викса, идеме на Шо ти е? Хилфа. Ма каква хилфа, брат, ова е љуто. Тук има семки сега да ти. Овде не се менјаме, си го искористи менјањето виш. Димитар, мокро ми е овде, да не го прегорам микрофонот. Жива вода сум, иначе филинг, види има ослободувачки филинг. Јадете љуто? Јадете љуто. Мене ми е откритие Место земји. доживљај, не знам како да речем, можда... Ова е твојата, да знаеш. Да. Идеме на Хилфа. Моментот кога не знаеш како да си помогнеш и каде да се обратиш и ја извикуваш тајната лозинка Хилфа со немачки акцент. А ти си по немкињите. Аха. За вистинските мажи кои не се срамат да побараат помош. Ајде, Корун. Ај, на ова ако не се наљутиш, Ај на здравје, се гледаме. не си фер. Ја морам да го изгледам. Ова веќе го менува и вкусот. Не сум знаел, сериозно, ова е вториот дел од оганот. Морам да ја готам, така?
Ба, не плюкни да знаеш. Да треба 24 часа да бидеш гол. А не смееш да седиш дома. Кај кого би отишол и што би правил? Ми те слушав, жими се од поново. Жими се, не те... Се одзема, од поново, не, знам Да гол, треба нешто, добро. 24 часа да бидеш гол. Добро, А не смееш да седиш дома. окей. Кај кого би отишол и што би правил? Почиња да лути, рече. Заузе малце, а? Заузе Дојде малце. брат. Не можам ни да го, ни да му противречам колку ми е лутал. Ја не знам дали го наслушнав или Димитар, стварно кажа. би дошол кај тебе после ова, брат. Мислам дека не да ми дужиш викенд. Не, така на секој трет викенд клуч ќе си направиме заеднички клуч. Додај ми ги. Ова беше Роб у мое време, јас кога бев на ваши години да речам. Роб да Кемермен. Задњо. Ке го јадеш. Мислам не, ако има уште три, не знам дали би ти седеле гостиве. Ти вози си, ја колку што можам ке те Вика шифра ерор. Викса фала што ни беше гостин и драго ни е што проба од нашиот омилен вкус, ке те памтиме само по убави моменти. Амин. Љуто ко камин, на здравие, да сте живи, здрави и живи, ми се разместија, азбука ми се размести колку е добра љут. Пинџуро што го ика највар. Послушам ти, ова не е можно. Да, Ова не е можно, човече. Не, жими све ке ги плюкам и ке ги кај свадам. мене има. Имам фала, брат. Кај мене има. Не е љуто? Не е лошо, како да ти кажам. Не е лошо, вика. Мене ме страв да го годнам. Јас сум више изгина, тоа е тоа. Задње прашање. Како ти е на радио? Се научи да стануваш рано? Вода, гледам, не ја пиеш. Знаеш дека ова е добар момент да ја и ти направиме еден пакт утрински. Знаеш што ми текна? Што, Супер нити е. ти да ме викнеш на завајле, нити ја да те викнам више у емисија. Не. Не бе, ако сакаш ќе се смениме. Сега да смениме на недела дена, да доаѓаш од Сабајле. Може да говорам. Узмало. Али, Ја ќе јадам љуто, ти стануј Сабајлечки и вака. Ти Кажи сними да, 5 два. емисии со гости ова со јадење љуто, а ја ќе станам од Сабајле. Не, А? чекај. Уствари добро, ама со опрема, со бањарка, млеко, не знам, ќе измислам некои ствари. Не знам, не ми фали ништо, али љуто, брат, љуто. А? Последната задача. Имаш 60 секунди, Идеме? маркер, да ги најдеш овие 6 борчиња. Чекај, кои зборови, кои че? Аха, добро, 60 секунди, окей. Да ги овие да ги Не најдем. повторувам, љуто ми е. Добро, Време ти тече. добро. Абе, и млеко ти остана. Осне ми пола млеко, не можам да ги гледам овие. Буквиве. Ај. Иначе дритон да знаеш дека ги најдеш 6 човече. Аман бе, Да. ама нема, јаде љуто. Не бе. Почни onda се поти се превртуеш. Еве бе 2. Туф. Многу се мучам пошто гледам како ми тече носот, осеќам. 3. Гој... Гојадов. Ова не треба да го наоѓам ова, бе, брат. Ете го Абе, најде. зашо така? 4. Тоа е по преспански акцент, го јадов. Продуцентов ни е адресен за тоа. Добро, 5. Макси 10 Свет. секунди. Макси Свет. Леле, викса и пред времето, човече. Секогаш било така, Димитар. Јас ти Ова се благодарам настика, за онаме. денешното гостување. Врти го тоа, ете го сврте. Мераклија, еве ти рака, Еј, браво. Ајвар, односи си го дома. Однапред му се извинувам на мојот комшија кој живее под мене. Јас сум во вертикалата, во влез број 3 во Карпаш. Верувам дека ќе најде разбирање, а доколку Да не ги викнат оние тимот за ебола, за чекај, евакуација. доколку му стопам пластика, или тоа кај што тоа значи дека не сум можел да го преработам ова добро нешто кое беше ново искуство за мене, сериозно. Ете така. А за сите останати пишувајте ни коментари кои се гостите кои што сакате да ги видите следни. Стиснете subscribe на каналот Машки Чекај, свет. фала што сакав. Питер, фала што тука сакав да ме видите. Немој да ме видите негде пари кај што се даваат кеш. Нешто жени, звезди ово. Само по вакви шо Господ. Ај, вози си.
гледаме во некој наредно издание. Благодарно се уште еднаш до сите. Млекото ми го испи. Колегата. Денеска. Чао, чао.